Почитувани гледачи, добар ден. Вие сте на првиот канал на македонската телевизија, ја следите емисијата Трета доба. Емисија за сите оние што се во третата доба, за сите пензионери и оние кои се подготвуваат да станат пензионери. Дали постои рецепт за долговечност? Магична еуфорија за добрина? Што значи старењето? Дали постои рецепт за долговечност? Како здраво да старееме? Како да се храниме и колку е важна физичката активност за луѓето од третата доба? За ова разговараме со доктор Вера Симоновска во Центарот за едукација. Старењето во последно време стана доста една актуелна тема, не само кај нас, туку и во Европа, токму заради тоа што процентот на возрастната популација над 60 години се повеќе се зголеми. До 2020 година, например, во Македонија до 2002 година во Македонија имаше 15% на стари лица над 60 години од севкупната популација. Во Европа се очекува бројот од 20%, колку што беше последниот попис во 2006, да порасне на 30%, тоа е веќе 1/3 од населението во Европа да биде постаро од 60 години. Значи, бидејќи се работи за една огромна, така да кажам, бројка дел од населението, мора да се превземат и мерки како да што подолго бидат функционално способни, независни во однос на обавување на своите секојдневни редовни активности, интелектуални, еден нормален животен век да имаат како и дотогаш. Инаку, старосните граници имаат три категории, со тоа што од 60 до 75 се сметаат млади стари лица, од 75 до 80 стари лица во средна некоја категорија, над 85 веќе навистина една длабока старост. Какви промени настануваат кај луѓето во третата доба? Промените кои настануваат кај еден стар организам се во категорија на еден оксидативен стрес, кога се создаваат слободни радикали, а капацитетот на антиоксидативниот, значи капацитет на организмот е намален, не може да ги следи. Поради тоа, како бидејќи тоа процес на еден оксидативен стрес, значи доаѓа до оштетување на одредени ткива, клетки на целокупниот организам. Значи старењето се карактеризира, како што кажав, со постепено, значи успорување на процесите во организмот, намалување на одредени метаболни функции на различни органи. Сега не би сакала да навлегувам во тука патофизиолошките механизми, но основно е дека главните процеси се одигруваат на три нивоа. Тоа е прво губење на мускулната маса кај старите лица, со тоа губење на мускулната снага и редукцијата на мускулното ткиво, на скелетните протеини, се заменува со зголемување на масното ткиво. Тоа е така наречена саркопенична гојасност. Тоа е првиот клучен проблем кој што се јавува кај старите лица, уште од порапидно започнува од 60-та година. Вториот проблем кој што се јавува кај старите лица, тоа е поради губење на апетитот, губење на чувство за жед за вода, значи неадекватна рехидратација на организмот. Тука има исто соодветни препораки. И третиот дел е нивната се понамалена способност за движење самостално, значи на што посебно треба да се стави акцент. Основно е дека треба да се дадат, значи да се промени, односно да се влијае, да се стимулира промената на начинот на живење во ова, така да кажам, повозрастни години, кои што си имаат своји карактеристики, што во тој период старите лица заминуваат во пенсија, значи го напуштаат работното место. Па често пати мора на тој начин да, поради таа причина, да се мотивираат во други активности. Значи, за да овие клучни три механизми се променат во однос на скелетниот систем, мускулите, како што кажав, и метаболизмот на водата, потребно е да се, значи, дадат одредени препораки за исхрана кај старите лица, како и препораки за физичка активност, што е многу значајно во превенирање на оваа саркопенична угоеност, што велиме. Значи, тоа е основно, ако тоа успее да се сузбие, да се одложи, значи сме постигнале еден долговечен, така да кажам, тек на старите лица во поглед на нивната независност во одењето, бидејќи тоа знаете 70% скоро старите лица страдаат од разни неуромускулни заболувања и едноставно ја губат способноста за понатамошно слободно и самостојно да се движат. Апсолутно со физичката активност, тоа е и клучниот акцент сега, значи,
да преку физичката активност се одржат што подолго независни. Конкретно она што е најклучно за овој период од животот, тоа е да се внимава на внесот на протеините во организмот. Какви треба да бидат? Тоа треба да бидат протеини со висока дигестибилност, значи како што се јајцата и млекото, но не се запоставува и внесот на месото и одредени растителни протеини, со тоа што внесот, исхраната треба да биде малку хиперпротеинска. Доколку не постојат, треба многу да се внимава одредени бубрежни заболувања. Тука рестрикцијата е, значи, во сосема друга насока. Но ако се работи за првите фази од старењето, значи се оди на хиперпротеинска исхрана, со тоа што препораките се над 1,1 грам протеини, значи на килограм телесна тежина. Кај здравите лица е 0,78-0,85, овдека над 1,1, дури до 1,5 грама на килограм телесна тежина, што веќе е во ранг еден млад човек, така да кажам, што е прилично физички активен, да не кажам во категоријата на спортисти. Со тоа што, значи, паралелно на тоа, истовремено се врши и рехидратација соодветна. Таа треба да биде 30 мл на килограм телесна тежина, односно во визуелни модели кажано е 6 до 8 чаши во текот на денот, односно најмалку 1,5 литар на течност во текот на денот, нормално на одредени временски интервали, како што се, значи, консумира и храната. 3 главни оброка, 3 мора да имаат споредни оброци и овие препораки мора да се прифатат. Колку се води грижа за исхраната во установите за старите лица? Кај нас постојат 4 државни, значи, институции за сместување на старите лица, старски домови, јавни старски домови. Имаме 15 регистрирани приватни, значи, здравствени установи. Тие имаат во рамките на стратегијата која што е донесена од соодветното министерство, значи, некои основни препораки за исхрана, меѓутоа јеловниците не се баш најсоодветни. Така да кажам, немаат вработено нутриционисти. Мој совет е да овие установи за сместување на старите лица задолжително во иднина, значи, побараат да добијат распределба на нутриционистите, тоа се академски едуцирани нутриционисти, кои што имаат солидни познавања во сегментот науката за храна, но и во сегментот диетотерапија и диетопревенција. Значи, тоа е тоа што го изучуваат во текот на 4 годишните студии и едно од така посоодветните работни места секако дека се овие институции, каде што паралелно би се правеле и програми покрај нутриционистичките, диететските програми кои може да бидат и на индивидуално ниво, ако тие си се вработени во институцијата, па континуирано следење на степенот на малнутриција, на подхранетоста, индивидуални мерки во поглед на храната, значи кај тие стари лица кои што се сместени таму, и паралелно програми за физичка активност кои што пред се би се насочиле кон тоа се програми за балансирање кај старите лица, се има специфични многу убави програми, и второ е резистентен програми со одреден мал резистентен, се вика тренинг на отпор, кој што ја одржува мускулната снага и мускулната маса прилично јака, за да можат самостојно да си ги обавуваат своите функции, а покрај тоа физичката активност, значи тоа е само баланс, рекреација, може да биде музика. Тие програми кои што во рамките на тие проекти беа подготвени и понатаму беа имплементирани во останатите земји, но кај нас некако да немаше многу голем интерес во таа насока, но никогаш не е доцна сето тоа да се примени, и со тоа што, значи, физичката активност, што е, значи, не само што има емотивна на компонента, забавна, длабоко психолошка, морална, има и многу јаки здравствени ефекти со тоа што ги превенира појавата на сите болести хронични поврзани со неправилната исхрана.